А на оние што имаат ваква мака, јас само би им посакал да седнат и да размислат што сакаат да прават со себе. Само таму може да го најдат одговорот за како да си помогнат и на кој начин да станат подобри луѓе пред се. Зашо болката е едно, од болката преминуваат други работи. Значи ти си ги менуваш навиките за да се адаптираш на ситуацијата, односно да се адаптираш на болката. Со менување на ситуациите ти си го менуваш животот. Ја би ги охрабрил да се погледнат во огледало и да имаат една конфронтација со сопственото јас за да сватат што сакаат да прават понатаму. И би ги охрабрил да се поведат себе си. Зашто мислам дека само така може да излезат од таа комфортна зона и само така може да направат нешто за себе, а и со самото тоа што ќе направат за себе, ќе направат и за своите најблиски и за средината и да бидат нова мотивација за луѓе кои што би излегле од таа бездна. Епа, дечки, здраво, добродојде у 7-ма епизода. Денешната епизода е еден вид сведоштво за како здрави спортски навики и водење намерен живот може да помогне со разни проблеми. За тоа го имаме Диме, welcome, мило ми е што си тука. Објасни на кратко кој си, шо си, а после ќе преминеме со благодарство. Ајде, прво, фала ви многу за поканата. Прв пат со физичко присуство сум у подкастов, иначе мака од оговарање у подкасти кај тебе и на бајкерот и кросфитерот, редовно ми горат уши. Инаку Димитар Атанасовски, 35 годишен, 1987 роден, на 1 септември. ТВ и радио водител, у последните 5 години само радио водител. Инаку со здрави спортски навики од мои, не знам, 8-9 години, затоа што цел живот сум бил на ваков или онаков директен или индиректен начин вклучен со спорт. А у последниве 2 години, благодарение на Гуру Жаре, имаш Гуру Харе у музика и Гуру Жаре у кросфит, си го вратив животот. Ама онака не е сега као сведоштво па со жал на музику позадина дека сум си го вратил животот, него буквално се вратив на моментот да си го сакам тоа што го правам во денот. И многу ми е драго што баш на ваква тема ќе разговараме денеска. Јас сум гостувал во милион емисии, што на радио, што на телевизија. Секогаш сум зборувал за водителство, за јавен живот, за шоу бизнис, за жута штампа, за жена, за деца, за ова зона. Никогаш не сум ја отворил оваа тема директно пред камера за да зборам за тоа што мене ми се случувало до сега во животот. Епа, фала ти многу за тие што не знаат. Со Жаре, малце контекст што беше муабетов со дека си тука прв пат у физичко присуство. Диме е Диме Дискус Хернија. Името на епизода. Во многу, во неколку наши претходни наврати во епизоди со Жаре го имаме спомнато, епа ова е. Знаеш дека старото ден денеска ми има Диме Дискус Хернија пишено у телефон. Да, и тоа разбрав, и тоа разбрав. Така што ние уствари полека сме навестувале за тебе често и баш ми е мило што си тука конечно да разглобиме тоа сведоштво, што значи како се решава, што и така натака. Пред да преминеме, едно огромно фала до нашите партнери fitguru.mk, сервисот што ви доставува здрава и вкусна, професионално сготвена храна секој ден до вашата врата. Сите ние сме мотивирани, сите сакаме да правиме некои работи, ама реалноста е таа, колку и да си мотивиран, се забушава, не знаеш што да сготвиш, времето е лимитирано за сите, FitGuru го решава тој проблем и е сервис кој што и ја и Жаре и двајцата го користиме и за тоа многу им фала. Тројца сме.
По новој Диме. Само јас си плаќам. Не спонзори лапав попуст. 10% лапав. Кажи како. Многу едноставно. Реално, ја можам да ти ја кажам мојата приказка за Fit Guri, тоа е најнеплатена реклама ever. Double testimonial. Затоа што, пази, многу повеќе пари давав на храна која што е неквалитетна и која што е лошо гориво за организмот, која што е инстант, идеш у бензинска и купуваш тие твоите фамозни лешници и лупаш 300 грама лешници у оброк. Оброк, да, и плаќаш не знам као 1000 денари. А овде ти е све, мислам, денеска на жаре му ги кажав палачинките што ги донесат денеска. Мене ми стига. Кој мене го одбра? Врв вашето? Протеинско? Мислам вашето на паки, ама вие го Тоа е го конзумираме. Фала и за овој фала на вас за откровение. Дупло сведоштво е тоа е Fit Guru МК. Исто и големо благодарам до другите пријатели на подкастот за да скратиме и да не го одолговлечиме многу Диме. Проверете ги доле во опис. Тоа се пријатели на подкастот кои што помагаат и ние сме им многу благодарни. Чекај, извини, А за Best Way Диме- Solutions мора да ги спомнеш. Да. Да, зашто се Едни- македонска компанија, Така имаат многу Добро. успеси у животот, работат со светот, имаат македонски Допрочите, да. вработени, да, и мислам дека се лидери у гейминг индустрија, нешто така вакво. И се познати Тук како е пирамидата. искусен водител. Како пирамидата во сала се познати. Да, знаеш зашто? Прво зашто мора да ги мотивираме 10 утакмици поред губат на бизнес лига у фудбал. Да, и втора Ајде, работа- идемо. И втора работа зашто пирамидата доаѓа и мотивираме у сала. Значи Они се знаеш, пирамидалното општество. Они го живеат животот, она јапонскиот живот, знаеш, кој што ти е све организирано. Идеш вежбаш заедно, идеш работиш заедно, после идеш на утакмица заедно, идеш пиеш Губиш пиво заедно. Цела заедно. фирма така се Па мислам сега дури девојчиња им доаѓа, знам дека Ана Да, са бајле. Ана што им е колешка, Ана беше со нас на факултет, жена му е на мој многу добар другар, пекар, и Ана доаѓа вежба кросфит благодарение на тоа што цела фирма доаѓа и вежба кросфит и веруваат у приказката и има резултати. И знам дека сега денеска кога беше, баш правевме му обед зашо не доаѓала и почна со тие незините. Знаеш, деца ми се разболеа, Колјо спрема нова пекара сега, викам не вежбаш за мене. Те прашам само зашо не доаѓаш, разбираш? Кул, супер, фала ти Уште за една тоа. работа да не забравиме Диме као добил попуст. Кодот да. БНЦ Да. 10. БНЦ, ама не е енд, туку е со Како она Том и Джери. напишаното, да. Б и Ц 10 за 10%. Со мали И нереално е, че за 300 денари добиваш балансиран оброк кој што да речеме ми треба време да го спремам. Пак ќе кажам, не е платена реклама зашто си го плаќам Fit Guru, ама од друга страна идеја, многу различни фала јадења. за моментот што ми ги скратува маките на мислење. Значи имам време да мислам на други поважни работи. Да. А не сад време губиме и Да. на крај истото да гледаш. Одлично. Или не јадеш. Супер. Сведоштвото конкретно за тебе, Диме, е што ти си спомна, кажи речи цел живот си со спорт. Да. Ама одамна си влечеш едно проблемче што се вика дискус хернија. Да. Како дозна, како се појави тоа, зашто, што мислиш ти дека е причината, зашто уопште ти се појавило тој проблем? Па ја имам неколку теории, иако ниеден доктор нема да ти каже ова ти од тоа. Значи, они може исто така да ти предпоставуваат, освен ако не се деси, не дај Боже, собраќајка, па да знаеш дека од тоа ти е од удар или не. Јас тренирав професионално фудбал, бев голман до моја 18-та година и прв пат проблемот ми се појави негде на 16 години кога бевме на припреми оние, како се вика, Зајачарско језеро или нешто такво, у Србија. У Зајачар градов, Да. има некое езеро таму и бевме на припреми. Тогаш бев на припреми со Македонија Ѓорче Петров, кај што играв и завршив кариера. И добив удар, ама онака сериозен удар, пошто игравме пријателска против трета лига нивна таму, као контролен меч, чисто да видиме што како. Кичма удар? На корна, ја скокам за да ја фатам, ја фаќам топката и осеќам само као се прекршувам вака. Некој Паѓам, позади. да, па вајда дали со копачка, дали со колено, тоа знаеш умешаница не овакво. И прв пат осетив мака
Тогаш. Исто така, од тогаш почнав да си ја влечам ја на некој начин повреда, меѓутоа знаеш кога имаш 16 години и кога си голман, не ти интересира за тоа што те боли, као те боли, те стига да стигнеш ти е важно да стигнеш топката и да не примиш гол. Така што ја утакмицата ја доиграв. Значи станав, имавме еден борот доктор кој што не ги даваше парите за спреви, па даеше со прст со уста ти правеше ајде, ништо не да ти, пошто те боли, не осеќаш дали уствари те прстал со спреј или не, пошто те боли, ти вика, ајде, добар си или да те вадат, а ти треба ти почне сезона, треба прв голман да беше, и кажеш, не, добар сум. Си 16 гале да на 36 ке те боли. Да, продужуваш понатака и ја доиграв, ама првите болки ги чувствував тогаш. Вториот момент ми беше кога, да речеме, почнав на факултет, кај што си во една иста положба цело време и читаш и од време на време... Таму више си откажан фудбалер? Да, откажав и тоа можам да ти кажам како откажав заради тоа што Македонија Ѓорче Петров тогаш беше во прва лига, ние на 17-18 години нели пошто завршиш младинци или си у прв тим влагаш или те праќаат негде на двојна, мене ме пратија на двојна негде у Шишево што е на не знам 5-6 километри тука од Скопје. Ја отидов на прва такмица, нели тогаш до тогаш професионално си тренирал со два пара голмански ракавици за загревање, со тренерки за загревање, со тренерки за такмица. Идеш на 2 сати пред утакмици, крава пасе на терен, никој нема. Викам, окей, на 15 минути пред утакмица, ете ги доаѓаат моите тиммейтс со гајби пиво и со судијата и со све, и на прва утакмица му скршија нос на судијата. У трета, четврта лига и викам, Димитар, ова не е за тебе. Сваѓаш колку е са. Иди да учиш факултет ти, и практично се запишав на правен факултет. И продолжив со факултетот и вториот момент со моето здраво со дискус хернија беше со факултетот. Кога седиш у една иста положба, пошто бранев и за факултет тогаш, имавме и таму некои правни јади низ Балканов, кај што тепавме, имаме и медали дома баш за тоа. Со Нено од Best Way бевме заедно на правни јади, игравме заедно за факултет. И осеќаш онаква тупа болка која што у моментот не ти е од кај ми е, шо ми е, зашо ми е, него укочен си, знаеш, седиш као нонстоп си полово време. Лошо имаш спиено. Да, али се укочив 7 цело време. Ќе станам, ќе се размрдам и тогаш најголемиот проблем ја го почувствував кога ја качев килажа. Значи ја цел живот бев негде 80-85 кила. И доаѓав првиот контакт мене со кросфитот ми е 2012. Ја Жаре го знам уште кога не беше ни тренер, ни такмичар, ни ништо. Него беше онака регулар беше, доаѓаше човекот у термин со Тони Зен, со Фичо и компанија, вежба у термин. И прекинав со кросфит. Колку време вежбаше тогаш? Па 2012 почнав, памтам, пошто знаеш како? Тие фото си Тони Зен ми се јави и ми кажа дека има една нова спортска дисциплина, ти си цел живот активен по планини, по ова, по она, дојди да видиш како што е. Ствари со Ведрана дојдов? Ја дојдов со Ведрана да снимаме прилог за тротоар, за новиот клуб Кросфит што се отвори Скопје, што за нас Кросфит беше као пилатес, разбираш, као отвориле нов пилатес клуб. Да. И да ми Зоки не пречекува со пластични танирчиња, со една лажица путер од кикирики, со мисирки на салама, 4-5 краставичиња внатре, мисирки на салама и вика, ние палео исхрана беше тогаш. Палеозонска, ваква исхрана имаме, ова ни се реквизитите за вежбање и они нешто нас гибови. Нема справа, Батерфлај, нема справи, нема ништо. Со собствена килажа и викам, ова интересно изгледа, речеме до сега. За мене вежбање до тогаш беше бодибилдинг. Да. Идеш у теретана и пред огледало беше тоа. Да. И сега гледаш као нешто и најако од све што ми беше и зашто почнав на кросфит. Сите се бодрат меѓу себе, разбираш, ти кога се такмичиш, гледаш да го утепаш противникот, а овде противникот те бодри и ти вика, и то со дерење онака ти дига дух и викам, ова многу интересно изгледа. И баш му кажав на Тони и ми вика, па почни да доаѓаш, ајде, еве ти го Зоки кога сакаш доаѓа. И така почнав. И терав негде до 2015-2014. До старата сала, мислам, тераш. Старата сала, да. И новата сала, вие кога се преселивте, ја престанав. 15 септемврието. Значи јас негде после факултет, после више си Да, ова више Дека почна кажеш за поправање, кога се поправаш? Тоа е моментот, значи кога престанав со кросфитот.
После првата тура на кросфит. Реално јас се поправив која почнав да се гледам со Сара, зашто тогаш заврши Танцот звездите. А на Танцот звездите сериозно јадев и сериозно тренирав. Значи на По Танцот 100 звездите сата на ден, мислам, 10 сати имавме дневен тренинг. И тоа 10 сата активни, значи тоа мислам тебе не би ти го кажал зашто ти правиш 15 сата тренези, ама вака за ќе направите, а Па не бе, 4 часа. спијам ја, бе. Па не, ама она лајвот што го правеше ти со возењето. Осум, бе. Ја јадев, се туширав, Да. излегов, работа. се врати, филм изгледав, ти уште возиш. Подспав една партија, ти уште возиш. Значи тоа за мене у мои очи е вака од денешен аспект нереално. Али пази, на Танцот звездите со партнерката рековме, пошто никогаш до сега не сум танцувал нешто професионално или овакво, рековме влегов, го правам за пари, го правам за шоу, ама пошто влегов ќе го правам за да стварно Пошто треба. има Да, да го напредок и да направиш, бидеме да. добри. Ние стигнавме до полуфинале, Сериозно, значи ја да. изгубив од Сара и од Наташа, сега нека ми прости, не го памтам презимето, каратиска многу позната Фит. каратиска со медали од европско, од светско. Да. Она и Сара беа у финале. Ја изгубив, бев последен маж од сите звездиве што Јасно. учествуваа на Танцот звездите. Они отидоа у финале. И јадевме дневно по 3 фамилиарни пици со партнеркава, али рачуне играш танци, трошиш не знам по 3000-4000 калории. Како не. Трошиш нева, зашто имаш активно цело време. И заврши Танцот звездите, умеѓу време ја почнав да се гледам со Сара, јадењето си остана као навика, желудникот толкав и почнав да се дебелеам. Умеѓу време, пошто работам и у маркетинг агенција, почнав и проекти таму со неспиење, со седење до касно, со ај што ќе нарачаме, дај ќе нарачаме бургери ова она. Целиот спектар на нездраво. Да. И спиење нема, и јадење нема. И стрес. И стрес. Стрес. Да, Седење и стрес, само. да. И Нула стигнав движење. до 115 кила. Да, од моите 90 тогаш, пошто као идеална ми беше 85-90, стигнав до 115 кила и кога стигнав до 115 кила, мислам тие 30 кила не ги качи вака, него ми се деси. Сара остана трудна, од солидарност јади навечер со незе. Буено, се да, многу роди, тешко, да. се роди Не се аут солидар. Не бе, знае, она го знае моја, со единствена разлика, она се качи на бокс и излезе од сала 20 кила послаба. И јас се вратив со истата килажа, разбираш. Ни се роди дете, она јаде зашо дој, ајде сега да не јаде тука фрустрации дека само јаде и ја. Илина почна да јаде кашички, ја ги дојадував каши. Да. Пошто купуваш беби биф, човече. 600 денари ти е Да, кило, знам, не ќе знам. го фрлаш. Да. И дојадуваш у една фаза, викаш, човече, ти само јадеш. Значи, стануваш са бајле. Движење нула. Да, стануваш са бајле. Не, знаеш какво движење? Мене преокретот уствари ми се деси која дискусот више не може да го поднесам од болка, пошто имаш телово вајле така е програмирано. Ти вика боли и на крај ти вика fuck off. Доставиш. Океј, те боли, ти кажав Ќе те твое си легнам е. се у кревет. Па после те укочува, да, умеѓу време правевме куќа, не знам ово, она, и ја на секое фаќање на лопата, ова вака, и по недела дена. И оп, ке та налче оди стај си инекција за еден ден. Толку да Инекции беше? Бе, луѓе, значи, јас Не знаев јас. дури мислам дека и самиот доктор што више идев 3-4 пати кај него за кетонали ми викаше реши си го проблемов зашо ова, вика ти само си го лажеш мозокот. Дека не ти е ништо, утапуваш нервите, Значи не решаваш ништо. следната фаза ти е ти да се укочиш и да не можеш више да се откочиш од ова укочување. И тоа магнети, не знам, Терапија. физикална терапија, струи, што има друго, све. Влошувањево со дискус хернија одеше паралелно и со поправањето. Да. Али си го имаше. Често се хенд ин хенд. Разликата помеѓу не можам да кажам дека е само од поправањето. Не е само, ама често им викаат ослабни малце, кога почне да ослабни малце телесна килажа и зајакни ги мускулите, и тие две паусте кои ќе дојат. Па ја и кога се вратив на кросфит, ние се вративме пред корона или за корона, нешто така беше. Тогаш тригерот се деси. Сега се врати кога ми се јави, ќе кажеме за тоа после, ама пред тоа. Не, тоа претходното со повраќањето. Со повраќањето со ќе си вратиш нови членови, ако го кажеме. Се врати 2000
Далеку корона не беше. Не, 2018 да. дојдов на 3 тренинга, као на жаре му викам, дај бе, ама не би беше толку дискусот на мене тогаш, него ми беше као, више, Дај да се клекнеш да си активирам. ги врзиш врвците и тешко ти е, разбираш, као некој да те држи цело време. И му викам, жаре, дај, пошто пробав све. Значи, ја пробав дека игра фудбал, знаеш, она се Идеше на лажеш... тренинг за голмани и нешто ги правеше ми текнути. Да, па тоа беше после повраќањето. После Повраќањето беше, да. Пошто цел живот игра фудбал и знаеш која е најголемата небулоза, кога ти си активен спортист и одиш на тренинг, имаш припреми кај што трчаш да речеме 12-15 километри у тренажен процес, па имаш вакви тренинзи, по 2 тренинга на ден сум имал, сум бил сериозно насочен дека сакам да успеам од тоа. Од тој момент до моментот да ќе одам на фудбал со другарите, кај што сите сте дебели, стоите и ако не те погоди топката ти не трчаш по нејзе. Јас се лажев со тоа, као кидам 3 пати дневно со другари, Еве да тренирам, што? Али нема врска, после ќе Физички испиеш сум активен. литро и пол пиво после утакмица, имаше еден момент игравме на пиво седите, не може играте. Она од пензионерите се викавме, имаме еден другар Диме што се пресели у Шведска, исто игравме заедно, рибар и компанија, сега да не ги редам. Знаеш, сите онакви воени ветерани што завршиле фудбалска кариера, па и сега се тешиме дека играме фудбал. Уствари имаше еден момент кај што игравме против една екипа, кај што противничкиот играч дојде со фритеза на фудбал. Ајде. И жена му Како вика со као, фритеза? фритезата бе под мишка вака. И жена му вика, зашо ти е фритеза? Спржиме после фудбал нешто, пошто Не. терминот беше од 11 до 12, кафичов затвара, овој се знае со газда на кафичот, му вика клjuč, Прстите осте ги уклучује пилешки. фритезата, гирици се вртеа, дечко до 2 до 3 самајле и ти викаш идам на фудбал, разбираш? И тука рекам, не, ова више фудбал за тебе. Ај ќе правиме нешто друго. Се вратив на кросфит. Тогаш Зоки мислеше дека се уште сум у тренажен процес као у 2012-та. И ја му викам, Зоки, сериозно мора да правиме индивидуални и јас мора да се вратам. Ако бе, друже, нема проблем. Прв тренинг идење, давање некоја синди скапана со 10, 15, 20, што ја више на 7-миот сет му викам, Зоки, ја не можам. Ајде, можеш, кој не, те знам, ти го знам мозокот, можеш. Зоки, ке поврадам. Абе, не, можеш. И ја го завршувам тренингот, да, можам. И викам, мене не ми е добро, човек. Што, а имавме у стара сала, имавме пјук бакет, сега ти се за креда ти се. А уште пишува на А пише на нив пјук бакет. Викам, мене не ми е добро, човек, се качив, си исповратив као да нема втори месец труден, е така си исповратив све онака. И му и појако од све беше што ја после тој тренинг, она знаеш кашлица која ќе ти се појави, плуќата која ќе ти се отвори, цел ден, значи ја не може да се смирам овде вака као со ножи. Кога на секој зимање воздух те зачешува. Толку, не те чеша, брат, те сече, те дразни. сече. И викам, Зоки, окей, изгледа не сме се разбрале за моментов. И почнам да тренирам тенис. Отидов кај Шоне, му викам ја вака со килажава ова, она, мора добро, ајде, окей, некако влегов таму у штос. Фати ритам едно. Да, фатив ритам, ама скинав мускул на листов, мускулно влакно скинав и таму 2 месеци пауза и па јади. И си викам што ќе правам, дај ќе се вратам на кросфитов и му тогаш беше моментот Тогаш со беше корона, дискус хернија, да, затоа што ја имав сериозно огромни болки. Значи стануваш со спиење те боли. Легнеш да спиеш те боли. Седнуваш у една вака да седиш цело време, онака знаеш као жена ама без прекрстени нозе вака да седиш цело време. Као да си најдеш комотно. Да си ја Бегаше најдеш. таа Зашто? страна. Зашто ја работам у радио кај што имам 2 сати емисија, седам. Работам у агенција кај што идам и седам. Единствено кај што не седам е кога одам да водам настан и стојам. Што не знам што е полоша. Да, ништо не се дешава, разбираш и Не реков се мора движиш. да си го средам тоа, а инаку имав сериозни укочувања, значи пример Илина која ќе Илина на 2-3 пати ја имам дигната и на 2-3 пати си имам укочено, тоа е она неправилно дигање. Си имам укочено и стварно имам примано кетонали, еднаш за куќата која правевме, песок која со лопатата и тоа татко и на Сара ми се откорно смее, ајде не ти се дигаат лопативе, не мора да глумиш, оди легни си, ајде. Тој момент исто така го имаше. И со кетоналите мене ништо, само те пушта следниот ден и све е окей. Диклоџети тоа комбото диазепам. Тоа. Тоа е редовно? Тоа. Кажи ми, тој период си идел и по доктори, си идел и по снимања.
Да. Што они ти кажа да превземеш нешто? Види, докторите, прво нешто што ти вика кога ти си воспален, они го викаат воспален укачувањето. Акутна фаза. Да, е дека треба да се смири тоа што ти е воспалено, па они да го испитаат за да ти кажат што е. Сега е Да. темп од инфламација. Да. Као сега и да правиш и рентген и магнет и ова и она, ништо нема да решиш, значи Да. треба да ти се смири. Спазми, отоци, Па чуда. после тоа да си го решиш. Ама што После тоа правиш магнет, правиш рентген и тоа имам правено 2-3 пати. И ти вика едноставно тоа ти е состојбата. Значи имаш L2, L3 мислам дека ми беа, дискус хернија. За ова вика операција има, никој не гарантира дека ќе биде успешна операцијата, дека може после 2 години па да те врати, па да се укочиш. Едноставно вика, гледај лесни вежбички, зајакнуваја мускулатурата на кичмата. А како да ја И закну? па они со оние Со лесни грбнине. веждички. Пешачење ми вика. Значи ти на човек што јаде као слон и има 115 кг, му викаш пешачење и лесни вежбички. И тоа знаеш у глава што ти вика, па тобе ја ќе се средам брзо, нема никаков Нешто проблем. е, да. Да, ја пак ќе си лупам бургери и навечер 11 чипсови ќе дробам, ама ќе идам ќе испешачам на кеј. 3000-5000. Тоа ти кажува доктор. Не, тоа си го кажувам ја у глава. Не, Иначе ама- докторот ти вика лесни вежби. Па да, тоа, он тоа препорачува. За јадење Лесни ништо вежби за- и можам да ти дадам нешто апчиња да ти препишам као за нервиве, за, знаеш, да не ти се толку често да не ти се воспалува, ама генерално тоа и физикална. Еднаш на 6 месеци физикална и таа фора исто, мислам се, ја нити сум медицинско лице, нити сакам да кажувам вака треба или така треба, зашто секој си има мака на свој начин. Меѓутоа моето искуство со физикалното уопште не ми помогна. Зошто? Заради тоа што ја правам физикална, после 4 месеци мене па ме враќа. И таму ми вика, знаеш, добро е да правиш еднаш на 6 месеци. Па која е логиката ти идеш Сега- на секој 6 месеци да го правиш тоа? Тука клучното не ти го кажува. Правиш физикална проаѓа и треба фатиш на вежбање да одиш уствари. Абе, они никој нема да ти каже Знам, да идеш на ама вежбање да Чекор као промашува, сивања. не го кажуваат, не Он ти вика лесни вежби, знаеш. И Ама ништо ти под специфично. лесни вежби Кои треба се да лесни наеш и ово истегањево, знаеш, он тоа го рачуна за вежбање исто. Истегањето што го правиме да речеме на крајот Стреч. тренинг, да. Истегање. Он за тоа, он го рачуна тоа увежбање. Ти викам, мора да се истегаш за да нели за да ги опуштиш. Ама како да ги мускулите. зајакнеш? Па да ги зајакне. Со Со лесни лесни вежби. вежбички. И исто така најклучното од се ми беше тоа што јас сватив дека све што правам до сега правам погрешно. Значи јас од моментот кога сум престанал професионално да тренирам, тоа од моја 18-та година, до моја 31-2 година јас сум лутал, јас сум се барал. Значи ја не сум правил нешто за да бидам константен да кажам да, ова ми прие и ова ќе го правам. така. Него јас сум викал чека ќе пробам 3 месеци, па е другари Што не е ми се тренди? интересни за фудбал више, ќе идам на тоа. Па на тенис некој ми кажал добро е на тенис, ај ќе идеш на тенис. Па не знам, и све што сум правил, знаеш, она како мајстор у Македонија прави, ама не доправува. Да. Па тоа сум го правил ја на моево Имаш тело. најдено нешто што ќе те тера конзистентно, нон-стоп за да го Да. догураш да го видиш крајот. Да. Имал, ама го заборил. Абе, види, последниот било пат страв да се поразлично врати? го доживеав. Да, реално. Заради тоа што сега тренингот од кој што кога се вратив последниот пат и кога работевме ластици со тебе само 2 месеци додека да ми пројдат сите воспаленија на мускуливи и да сватам дека ги имам уште и дека ми се тука, за да почнеме да вежбаме со градација на килажа и со све. Беше многу поразлично тоа што го доживеав со Зоки, зашто па и на Зоки темпераментот у тој момент кај што Ама и ти не вежбавте- дојдеш со дискус тогаш. Не дојде со ме боли Да, кичма со да. мојавето дискус, него ја дојдов со да се ослабам. вратам. Дај да се јасно. ослабам, да, И малце. он ми беше. ја опаша Синди. Кажи ми сега у целиот овој период кај што пробуваш да си најдеш нешто, е очигледно не си ја прифатил ситуацијата како е, па готово, ај ќе се помирам и тоа е тоа. Очигледно нешто те вози, те гура да пробаш да решиш проблем и тоа е за почет. Дури и што немаш најдено нешто конзистентно, ти па си пробувал, дај ова да пробам, дај ова пробам, значи очигледно нешто те гура. Имаше некој момент клучен што ти светна или некако што те реши да те посочи во насокава кај што си денес, кај што очигледно не си веќе 30 кила вишак, не личиш дека патиш од болки,
Значи нешто ППП. правиш правилно, пие пред емисија за тоа. нешто правиш правилно колку и да е години, ама што е некој таков како ти светна си Тригерот, аличката Еве, момент? јас ќе кажам, може да дигнам се врати од доктор со магнетна резонанца диагноза дискус хернија. Али има пред тоа нешто. Не, Кога ми се магнетот јави. јас си го знам, али више муабетот беше као идеш 3 пати на истиот доктор и 3 пати ти вика Тоа е. си го знаеш, човек, ти нема да го изгубиш. Еве го магнетот. Тригерот за да се вратам Тоа е во ти. сала ми беше дека кросфитот реално најмногу ми одговара, меѓутоа мојот тригер у глава беше дека јас со моите 115 кила, може и бев 110 тогаш, не знам, или не имаше 3 или 4 месеци, јас се пријавив да трчам на Скопје, трча 10 километри. И ја ги истрчав 10 километри. Леле, таа култната слика. И ја, кога ги видов сликите, како изгледам на тоа трчање на 10 километри, си реков, свињо е една, ако ова дозволиш да ти биде до крај на живот, онда ти не вреди да им го трошиш воздухот на другиве луѓе. Значи, прво месец дена после тие 10 километри, ја не можела да станам од кревет. Значи, керка му имаше 3 месеци, Колената како? колената партал. Да. Колената Ти текна бе да идеш на 10 со 100 кила. Тие корпоративни ивенти што беа ти- мислам. Не бе, Скопје ние пази, трчали го ние организиравте клиенти ни како- се, па клиенти ни тоа, се, Визер Скопски маратони и Скопје трча и све, ама нема врска тоа со овакво. Да, не него- можеше друг да Знаеш пратиш, што беше, но. секи ти кажам искрено целата приказка? Тоа што тогаш СОС детско село има една кампања за мене ги незаменливите, кај што требаше да се донира. И мене ме викнаа за општествена одговорност да бидам дел од кампањата, Јас. да ги повикувам луѓето да се пријавуваат на Скопје трча 10 километри и со самото нивно истрчување да донираат некаква символична сума за Аха. СОС детско село. И сега јас си викам угла, знаеш, глупо е ти да им Тебе викаш ти се виде дојдете. лицемерно, Ма, за јаки ги викам, а ја не реално, трчам. никад Јас. не Со сум- пример. Никад не сум бил Јасно. човек да речеме што сака да прави лажна слика за себе или да представува некаква перцепција у очите на Јас. луѓе, а сега кога ќе дое јајцето на газот да биде ај трчете вие, Да, терете. да. И реков, Ќе ве бодрам јас на и реков, микрофон. они ми викаат, абе, котизација имаш, ќе ја трчаш, викам, ќе ја трчам, без еден ден тренинг. Значи, ја немав еден ден тренинг за За тие тоа 10 те прашав километри. колената како. И ги истрчав за саат и 10 минути, нешто, као... Па не било овие- ни лошо време тоа. бе. Овие од втората година ги истрчав за 57. Али се спремав малце. Добро. Али, знаеш, и колегиве ме заебава, вика, колку кила, толку минути. Да, саат и да, 10 минути за 110 кила, разбираш? Леле. И тоа ми беше мене Гледаш на тригерот. слика уствари. Се гледам на слика, ја можам и да ти ги дам тие слики да ги објавиш. Значи, као нереален сум, забраден, Да, одако, чувена- као да е крај на светот, разбираш, значи и никој не се замара више како изгледаш, што јадеш, како е, него битно е да јадеш за да преживееш. У моментот ми се раѓа мене дете, на мене и на Сара. Детево има 3-4 месеци. Не бе, лажам бе, не 3-4 месеци бе, тоа се дешава во октомври или се раѓа у септември, значи детево имало месец дена. Никој не спие, сите дома скарани, самоубиствени нагони, пошто као само јадеш единствено утека тие лажицата и да јадеш на работа, идеш, не идеш, зомби си. И мене практично тогаш ми беше тригерот. Али од тогаш реков дека морам да правам нешто за да ги сменам навиките и тука доаѓа моментот со Тој чувен повик. дискус хернија. Јас. Да. И ова е значи Ова е пред 2021 февруари, јануари. Илина. Не, Илина има Не. Илина е 2018, значи Илина сега пред 5 години. Па. Да. Ова Не, повиков се деси моментот од 2021. тригерот од 10-десетката додека да стигнам ја кај Жаре има некој геп од 2 Се години. накануел. Да. Што се Има. дешава у тие? У тие 2 години лутав. Тоа е. Ти викам, Тие се значи тенисот, менисот уствари така. Тие се Илина у ранец позади до крст, качи Да. се со незе, тие се ајде ќе одиме да планинариме. Машки свет периодот. Тоа е 2019 моментот. 18 Тоа е моментот, да. Ти уствари вежбаше на тие кои ги снимавме. Да. Па реално. Не, него се воспалував. Се воспалуваше се. Пошто имавме снимање еднаш неделно и после цело нела ништо не преши, таман поминало цело воспалување. Ајде, оно. Ајде, јовано. А Сега доаѓаме конечно кај што влагаш кај Јас си тебе. седам у Сидро фиш како и да се вика, не знам. И ми звони телефон. Димитар тротоар гледам. Шо? Кај човек? Мало. А не сме се чуле?
од машки Да, свет 2019, да. рачунај корона 2020, И интересно и 21. тоа да го кажеме за машки свет, мислам не знам колку многу луѓе го знаат. У 2018 крај на 2018-2019 дечкиве од синьори Нено и Крис имаат една идеја и ми викаат слушај, сакаме да работиме 19:20, мислам Така дека беше. јас на свадба бев у Загреб 19 декември и знам тој период дека беше 100% е 2019. Со годиниве сум слаб ја. Ми викаат, сакаме да правиме нешто за едукација на маживе во Македонија. Значи, списанија за жени има еден тон. Кампањи за жени има еден тон. Као не против жените, него дај да го дигнеме нивото на мажите. Ама фали. Да збориме за типови на врзување на машна, за кој реверс како се вика, Како се носи, кои за која бои природа. како се комбинира, тоа беше машки свет. Рубрика да направиме за машко здравје, кај што беше подобро здравје, кај што Жаре имаше А ти тогаш имаш 10-15 минути кај што Не, мој дел негово беше си тоа. беше. Као YouTube емисија у која што беше. Да, да. он си имаше момент, си објаснуваше вежби, кои што да речеме, не знам, ќе ти одземат 15 минути од денот, ама ќе ти направат нешто за твоето тело, за да се Јасно. чувствуваш подобро и твоето тело да ти каже фала. И третиот дел беше Кај што си го зезна чирот и со да, еварите. кај што имавме многу јак дел. Тој уствари и беше најгледам, пошто Тој нели у најгледам, Македонија само најсмешен. глупостите Да. се интересни. Кај што Стварно е. како се викаше таа емисија вече? Со еварите љути леле да ми објашни. Ете ти, ми се блокираше мозокот. Ќе ми текне за една Да, минута. али нема везе, значи имаше градација на од љут најљут Ајвар и јас седнувам вака гостин тета тет, двајцата каснуваме од првиот, дури ги крстивме Како оние Ајварите. Hot Ones. Wings. Као Hot Ones, да, Само да. со ајвари со Да, багет. али го правиме со Ајвар и као го каснуваш Ајварот и пример имаше едниот се викаше Сега ќе го најдам, извини. Човече, не ми се блокираше Исто, скроз исто, мозокот, али идејата што беше? Драган Вучич покојни, последното интервју е кај мене у овакво, јаде ајвари. И Стварно? да, и моментот он имаше три хелп, едното беше вода, второто беше млеко, третото беше пиво и кога ќе загледаш да се ладиш, Да, али да, да. они колку и поише да пиеш, толку поише те љути. И Ќе го сега- јадеш, бе, да. Ќе го јадеш беше емисијата. И уствари јадеш ајвар, му поставуваш прашање и он додека го Да, шмата да, ајварот ти мора. одговара. Али на петиот, шестиот више, значи имаше вака чурење, значи со плачење, со Драган покојни викаше вака Гледно да прави, дај да завршиме. И ми вика заврши снимањето и вика да знаев дека ова е емисија, ја немам YouTube. Никад у живот немаше да ти дојдам гостин. И сега не беше проблем толку снимањето. Него поише беше проблем идењето дома, значи ја можам комотно да го кажам ова, сериозно си го зезнав желудникот со тие ајварите, пошто Сара знаеш и вака со послужавник со оние знаеш што се за обложување на желудник апчињата, млеко и само ми го даде, ја ќе си седнам на шолја, со послушавам го вака и чекам. Љутење, ама такво љутење не си осет, значи ја јадам љуто, брат, ама од тогаш ајвар не јадам више, да знаеш. И тоа беше моментот да се надоврзам за Машки свет. последниот пат кога зборевме со Жаре. Да. Пред повикот. Така, Да, и ми тоа е. звони Да. Диме, гледам Димитар Тротоар, уште запишано 2012, така. Што? Ајде, кал. Жаре, шо правиш? Добар си? Добар. Јас искачам од доктор со Сара и имаме диагноза на дискус хернија. Од понеделник да почнеме да вежбам. Имаш ли програм некој за кичма? И уствари, зашо е Диме денес тука, не е дека е јавна личност и го знае народ да ни го прогледа Дека има подкастов. дискус. Ни тоа башка. Иако фала на Него- промоција огромна. Него е мој patient zero за на таа програма. Имаш ли? Што ја имате специјално за тоа? Диме и Сара се ствари оригинал пробувачи на програмата и први што ги потребуваме еластиците, оние кросовер симетри, чувени се тие за рамо. Мотото на тие е Bulletproof Shoulders. 5 minutes a day, a month for Bulletproof Shoulders, така име као слоганот на програмата. Нереално помагаат. Ја Нереално. со Зоки зборам и му викам, зашто ако помагаат и на тие движења, ја осеќам како бифтеција ми се затегнуваат, и осеќам тие мускули, зошто не ми помогнале некој со проблем со кичма, ластике, не може да се повреди. Не може неправилно да вежба, што ќе го извлече вака и пак е рамо доминантно,
ама ги вклучува сите мускули. Викам, зашо не ги пробаме со Диме? Викам, понеделник. Вика, друже, тоа ти супер идеја. Ајде, вика, на тоа. Patient Zero на CrossFit Скопје старија Габи, на Ирена на Зоки жена му, сестра. Како се вика тоа слаб сум? Габи дедлифт сега ја вика. Габи дедлифт. Пошто Габи сега дига 110-20 на дедлифт. Да. Јас слушам. Габи е на Зоки Patient Zero уствари за програма и сега незините што ги правила она работи основни некои, нели? Плюс ластицеве ги убавливме ги да ги На неа. пробам. На Диме и на Диме и на Сара. Сара, А, да. окей. 2021 е ова веќе. И они пред секое вежбање почнуваат, има еден-два задржаш, па ги напред. Јасно, Особа второ Жара нас вежбата ни А беше малце првите 2 може- месеци вежбата ни беше, да. И некој кардио елемент, дали е ровер, дали е точак, трчање не, Да. да не се активира, да не се знеме работа. И се беше тоа многу внимателно, многу пажливо и со стравчик. Ај пробајте, боли? Да можеш? Тоа можам, ајде пробајте, да го ставам на кец на двојка ровера, да го појачам. Тоа беше така чекор по чекор. И тука поише психолог си играв, него што тренер у моментот, да веруе у процесот, зашо изгледа смешно од страна, реално. Еви, он може неговата страна ти ја каже. Смешно у смисла лесно? Не, Не, тебе уопште не ти е лесно моментот, зашто ти активираш мускули кои што си заборел дека ги имаш. Смешно се е 5 минути. од страна кога го гледаш, Зашо разбираш? Диме прави Што ти- гледа како 100 кила дедлифт. Да, имаш Едо Жара и компанија, Не е типичната дига слика за 180 однос. кила на дедлифт, А ти тука со он ластичиња. прави butterfly unbroken 25, muscle up и прават се дигаат горе, а ти овде Со ластичиња. да, па имаш дигаш горе, па правиш YMCA, оние А, Т, Y, Т, Да ги научил. ги прави, па као да не ги научил 2 месеци, усона овакво ги правиме. Кажи ми, ако е тука сега, не му прави фаца на него, познато ми е тој што можеш да си размислуваш, дур гледаш како уствари вистински кросфит вежбаат некој, а ти тука со ластичиња, ти се врти у глава, малце сомнеш, овој жаре. Гре дома, дај. Искрено ќе ти кажам, кога влеговме у сала и кога ми кажа дека ќе работите со ова, ја реков овој ме дупи. Ама наискрено. Зашо викам да сакав ова пилатесов да го правам овде, Така? ќе идев у некое друго студио кај што ќе ти стои некој над глава Што е и пилатес? да, ќе прави со топка оние ќе ги правиме моменти. Кога ти се смени да му веруваш, што ти он знаел од прв момент што прави. Он знае од прв момент што прави и Знам сигурно реакцијата која ќе да, биде. и сигурно и знаел дека и така ќе мислиш и сигурно од тренерски аспект пробува и психата да ти ја работи, ама тебе кога ти се свичнува да го веруваш процесот. Во моментот кога искачаш од тренинг и кога сваќаш дека имаш некој олеснување. Знаеш, кога го Што од одмата? Па не од одма сега, да не се лажеме дека ова е као инстант, Не, али не, Четири после недели, далеко. 5-6 али тренинзи, после како? 10 дена, односно после 10 тренинга, ја више почнав да осеќам дека наседнување, пошто знаеш што е зизнато кај ти се Десети тренинг е четврта Кај- недела понеделник. Да, па тоа викам, Три значи пати неделно е, месец значи, дена идеш ти. дискусот, после три дискусот, недели. не може никој друг да те заебе освен сам себе си. Значи ти можеш да се наведнеш, да се испраиш и да се укочиш. Да кивнеш, да се Ти можеш закашлаш. да се свртиш, да се укочиш. Ти можеш да ти направи него оп со топка да ја фатиш да се укочиш. Значи у секој момент ти сам можеш да се заебеш. Да. Моментот со ластиците, ја повеќе би кажал дека мене ми влијаеше на правилно движење на телото. Заради тоа што, знаеш, кога ти истегаш и оние истегањата, исто морам да ги кажам, он гледам дека нешто ги избегава, ама после Не би секое ги избегал. Не, за сега за Моабетов дека после секој Тие на истегање крај, со да, ластиците да. правиме кардио и обавезно истегавме, човече. Да, бе, Значи да. ја По 20 сега сум минути. дојден у фаза кај што пошто ја исто така истегам сега после секој тренинг, глава на колена можам да си ја допрам и немам никаков проблем. Јас, кога дојдов, рацеве на колена ги став и вака кога ќе ја направев главата, мене ми Толку трнеше цела сензација. кичма. Колена са. Значи цела, и он дури вака ми викаше, издржи и диши, овие 30 секунди ќе ти биде полесно. Исто како што викаш и за ластиците, зашто со ластиците кога ги гледаш вака од страна и викаш сега ќе работиш ластици, си викаш ова јога за трудници. Да. Ама кога ги фаќаш, сваќаш дека добиваш воспаление, човече, дека не е толку едноставно. Дури имаме членови, да речеме, на CrossFit, што до ден денеска немаат мака, ама за загревање ги прават, као Јануш и компанија. компанија, да. Што ги Да, бе, прават. тие се добри. Има да. супер. Обе превеншн, Како не, бе, Али спорт. моментот за доверба,
кај нас беше добро што ја и Сара заедно ја почнавме програмата. И прво имаш, знаеш, како го осети ти, имаше ти некаков, знаеш, А со стварно Сара си правите заедно и после евалуација на самиот тренажен процес и као пошто и Сара беше, и Сара цел живот она одбојка играла, па на танцов шо овакво и она е спортски тип. И моментот беше да почнеме на кросфит, она па претходно во една друга спортска сала пробала кросфит со една девојка и вика, човече, на кросфит додам. Па мене стварно не ми се побацуе јетрата, вика, од ова, пошто ја пробав кросфит тренинг еднаш и никад више, значи као тоа е за онакви бивши војници, усилени мажи што сакаат да се докажуваат и сакаат да земат шипката и да изфрлат низ тераса. Не сакам да идам на кросфит. И ја прво мене ми требаше 3 месеци за ја да стигнам до моментот да му се јам, зашто со Сара заедно да почнеме. На Сара да ја кажам дека не е така како што изгледа. Дека за секого програмата може да се направи според неговите потреби и неговите можности. Значи не е кросфитот дека сега идем у сала и сите дигаме 200 кила на овакво или ќе се спремаме за CrossFit Games, него моментот за довербата, ја знаев дека ќе имам резултат затоа што мене CrossFitот ми пријаше као спорт. Прво заради тоа што не знаеш зашто, знам прво со кој си имам работа. Заради тоа што јас сум динамичен човек и најмногу мрзам онакви статични вежби. Денеска ќе вежбаме рамо, утре ќе вежбаме грб, заутре ќе вежбаме нозе, не сакам онакви статични движења. Кај кросфитот добра да работа е што никогаш не ти се поклопува исти тренинг. Ти си сакаш варијации, да си сакаш. Да. И јас сум учен човече фрлија топката, трчи по незе. И сега во еден момент ти застануваш и тоа ти е тренингот. Не ми прија мене тоа, него сакам и бодрењето и сакам што е различна програмата, е константно различна. Мене бе колку 2,5 години, 2 години више доаѓам на овакво, не ми се погодило исти тренинг, освено ние меморијал, освен Хиро и овие некои бенчмаркови. Кажи ми, од кога почна он, има и други луѓе што доаѓаат да ја применуваш оваа конкретно фокусирана рехабилитација. Од декември 2022. Диме, CrossFit Скопје си постои онака модификувана програма што е фокусирана на... У декември ја промовиравме, за 3 месеци, февруар заврши. За 5 души ја пуштивме, за 5 луѓе ја лимитиравме, нормално. Све со што доаѓаат проблеми луѓе? Со кичма. Со кичма. Ова беше програма специфична за ова е спецификација за луѓе со проблем во кичмат. 35 годишни плюс што седат и работат, односно времето им го проаѓаат со седење на работа. Работата таква им. Канцелариска или не е ни важно. Да. И не се движат, имаат мака страшна. И дојдоа луѓе, сеја неделава се врати една од жените што дојдоа, заврши со блокатор на клиника, бидејќи докторот и рекол почна една недела, само што почнавме беа 3 жени. Она уште 2, овие 2 продужија супер се. Трета отиде и вика имам кај докторот у петок овакво, доаѓам, вика после лекар дирекс. Понеделник, среда беше супер се осеќам, вика. Не можам, она катастрофална состојба, значи пред операција, толку. Нема дали. Или денес ќе се опреш, или за 2 недели од сега може тука да... И вика, ми звони Жаре, вика, извини, нема да дојам денеска. Докторот ми рече, морам 10 терапии да направам пред да продолжам со вежбање. Дали тебе те боли нешто? Не. Дали се осеќаш добро? Да. Дали се осеќаш спремна да дојдеш на денешниот тренинг? Се осеќам. И? А што е терапијата? Не, докторот ми рече, морам да одам со струите глупости. Појма не сум бил, не да Боже да треба. И викам, добро, види се, ако докторот ти вика тебе така, да си жива и здрава, јас не сум лекар, луѓе што вежбале имаат прогрес, твојата состојба е уникатна, не секоја за секој си уникат. Како мислиш ти така направи, викам? Ќе одам на терапиите. Добро, заврши, звони ми, викам после. И ми звони у декември после тоа, ова беше на почеток на декември, ја у Белград 23-24 така бев, и ми звони, ја испуштам у Белград, СМС, Жаре, ја завршив на операциона сала, на клиника, примам блокатор. Кама, ман бе, човече, бе, што чекај бе, малце бе, застани, бе, викам, ке те оперираат. Не, него мора во операциона сала ги ставале тие блокатори, не знам дека тоа постои. Дај врати се и да почнеме. Ајде, викам. И 1 месец да видиме како ќе биде блокаторов. И подобро е било. Тоа блокира болка, да нерви, не знам. Нерви, појмаран.
И од понеделников сега се врати. Ми се јавува, може ли да дојдам во 6 денеска, да дојдеш обавезно, викам, и што направи, викам, ајде. 5 овие терапии примив со струја, вика, супер. Отидов на 6-та, абе вика како со нож некој да ме надена и до тука било, не може, вика, од кревет да станам, со плачење, со 2 сата спиење на ноќ толку, вика, маш ми, вика, ме влече, вриштам, не можам, боли, вика, човек, не може да се Не бе, нереална болка е, мислам. Ми се укочува ногата, крива ми, вика, Да. многу лошо се осеќам. И вика, носиме болница, ќе се фрлам од тераса, ќе умрам, не можам више, вика. Неподнослива болка, вика. Не знам како ти објаснам, вика, дај може да не дознаеш. Абе, знаеш како, прво ја осеќаш у кичма. После ти се шири од кичма, У кук. иде у кукови, од кукови ти трнат нозе и доаѓаш у момент кај што стварно не знаеш што да направиш за да ти е Исто така го имаш Значи, се до трнење. Лежам боли, Кога се стојам боли. укочуваш, кога се Сум укочуваш, се укочил, бе, ама не ми трне. Не, брат, не си се укочил. Имал спазам, не. Не си се укочил. Да, остави. Значи, Ти прави? Крак. ова знаеш како е, као со куршум да те погодили. И у моментот само прави крк и толку. И сега идеш Остана. вака те боли, идеш вака поише те боли. Идеш вака поише те боли. Ја мрдаш ногата, сваќаш дека не можеш да ја мрдаш ногата. И легнуваш на лежење те боли. На страна пробуваш ај некого и наоѓаш една точка и викаш чекај тука помалце ме боли. И овде ќе седам додека не ме пушти. Ама тоа пуштање трае 3 дена. Мене ми се дешало сериозно да кажам 3 дена. Значи ја после 3 дена сум идел на доктор и сум викал не можам више. А инаку сум човек кој што не сака да пие апчиња. Значи ја и до ден денеска освен суплементација витамини, минерали ово она, никад у живот ме боли глава дај апче да се напијам. Не сакам да пијам апчиња заради тоа што сметам дека организмот си има свој одбранбен процес и зошто ти ја јавува таа ситуација дека те боли нешто, не треба да ја изолирам со апче. Али кога доаѓаш у ситуација дека екстремно те боли, не можеш више као. Кога не можеш да се последен бориш. пат те има болено така? Ете тогаш, последен пат кога му се јавив на жаре, тоа е значи пред колку жаре? 2021, 2021. јануар, февруар. Да, Пред Значи, пред 2 години. по втор Да. пат беше Две тоа. пуни Да. години Да. тренираш редовно, Да. почна прогресивно, со ластици, со рехабилитацијски движења. Многу интересен полека, многу момент, споро. многу интересен момент, сам го посочи и многу точен и ми се свиѓа што сам одма си бил свесен дека уствари тоа е тајната. Ти открива мускули што си ги заборел и сам да ги користиш, што значи дека после тренингот ти ја осеќаш помошта во новостекнатото знаење како да го држиш телото. Тоа е тоа што те прави сега поотпорен на болки да не ти се случат пак. Ама сакам да те прашам, дали и се уште негде позади у главата ти стои таа закана, таа опасност дека пак у секој момент може ќе те фати нешто или веќе си поопуштен као дека ти го имаш тоа. Ти имаш И нема да си дискусија отиде. и крај. Опасноста е да го смениш сега пак лајфстајлот. Сега имаш одреден лајфстайл кој што ти помага да немаш симптоми. Ама малце ако Врдаш лево. ако го смениш лајфстајлот, оп, ќе се врати. Го имаш некако како Знаеш што како ми е играш мене со сега, тој знаеш што ми е страфлие, мене што ли, замислата и визијата? Да го менјам лајфстајлот, ама на подобро. Затоа почнав и со хранава, за да си го вратам моментот дека Шахмат, давам да, добро гориво за да може да работи кој што треба машинава. Затоа гледам и ова чудово колку и сега да збориме. Не, Значи не. реално Помага. менја живот. Се обседнуеш со колку може некој не пиеш. слуша само, чудото е саат. Да, Саатот на раката. Гармин. Да. Реалноста е дека се обседнуваш со тоа колку пиеш вода, колку спиеш, Чекори. каков ти е сонот, колку чекори имаш у текот на денот, колку активни калории, колку пасивни калории. Дури има сега да Која речеме зона тренираш, аеробно, опција анаеробно? е сега пошто сум више 2 години на овакво ми јавува меморис да си се такмичам сам против себе на одредена стари вежба. тренинзи ти Ти враќа. текнува на In Loving Memory за мајка ми што ја Да. правам минатата година 2021 декември. Така му даја? Да, 2021 декември почина мајка ми. Ја правиш овако. И
праве вежба S61 ја крстив зашо 61 година имаше. Оваа година ја правев у декември истата вежба, една година од овакво. И разлика од склековите. Значи разлика у склековите, разлика у килажата со кетелбел што ја користам за овакво и разлика у времето, као за 2 минути сам себе сум се победил. Со поголем кетелбел, со поправилен скрек. Со поправилен скрек, пошто и го постира видеото на Инстаграм и имаше коментари као што е со овој полусклек што го правиш, пошто си се спуштал до тука или си отворал вака, сега поправилен. Ама на крајот од денот, знаеш, гледам да си го сетирам мозокот најмногу заради тоа што телово да ми остане функционално што подолго. Зашто сваќам дека имам дете, кое што да е живо и здраво, има 7 месеци, има 9,5 кила. Керка ми више има 18 кила. И сега, знаеш, кога ќе ти рече сакам да те гушнам, она е пониска, ти треба да клекнеш, да ја дигнеш, па да ја гушнеш или да чучеш. Знаеш, и се зезам, диспансерон за вода дома која треба да му се смени 18 литри овако. Му викам, жаре денеска правев клинови. Ми стигна водата. Човеков ги внесе у гаража. Така што гледам движењата кои што ги правам во секојдневниот живот да ми бидат као на тренинг за да можам да си се заштитам. А прашањето твое, сега мислам, многу се плашам, имам страв, дека и затоа кога бев у Турција, му викав праќа ми вежби секој ден, и пазев на храна у all inclusive хотел, кај што Сара викаше, ќе идам на рецепција, ќе ги барам парите назад, пошто две пиво 15 дена и спи, а она беше трудна 7 месец. Заради тоа што имам страв дека ако во моментов малку скршнам од ова што го правам сега, дека многу лесно можам да си ги вратам назад демоните и многу лесно можам да се вратам во она состојба у која што не му посакам на најголем душман да се најде, заради тоа што најлошо е кога се бориш сам против себе и болката што имаш овакво. Да имаш противник кој што е пред тебе, знаеш што се бориш, ама ова не знаеш каде и како. Полесно лоши навики него добри. Да. Помалце ефорт барат и повкусни се. Тоа го сватив. И поубаво си проаѓаш. Тоа го сватив сега кога бевме на, знаеш, бевме 10 дена нели на бордање и by the way и во сега не сум професионален сноубордер, ама сваќам дека со вежбањето, пошто претходната година рипнавме, не отидовме на скијање. Оваа година, односно бевме ама или на бордаше, ние аплаузи дававме, зашто беше многу малечка. Оваа година сватив дека многу ми има олеснето движењето и на даска, и во снег, зашто нели потешко е кога идеш у снег кога се движиш. Сега немав проблем. Како не е all round си више. Син ми у кенгур го ставам, се качувам пешки до стазата што е полигон за деца, за да ја гледам или не, да викаме браво као бордаш со инструкторот она. И као Сара нели ми вика, бе, зашто се качуваш пешки, човече, имаш лента, качи се на тракава, па викам зашто немам направено тренинг денеска. Зашто за доручек јадев 3 кришки леп и онака, знаеш, сам се казнуваш више. И кога се вратив, ја му викам, жаре, мора да ти признавам нешто, јадевме пити, вика, дали си нормален? Да не јадеш два пати у годината, 10 дена можеш да си дозволиш да јадеш што сакаш. Ама ја тие 10 дена си ги преточувам у, пошто си го знам мозокот, си ги преточувам у тоа дека ќе ми се уорни и ќе продолжам и навечер да јадам. Ќе речам, идам на тренинг, ќе јадам и попладне, ќе внесувам и леп, ќе пијам и газирани сокови со 6 милиона шекери и све, ама знаеш тапиците. На крајот од денот тоа е пат кој што никогаш не завршува освен само ако не си го прекршиш. Да. И затоа викам, боли на време да си го средам ја, отколку да го оставам да ми се промакне. Но ми се свиѓа што користиш такви термини, си го знам мозокот. Тоа звучи тривијално, звучи како да сите си го знаеме мозокот. Не си го знаеме. Да, реално. Бара, многу ретко. Бара пракса, бара редовност во запознавањето. И искреност со сам себе. Искреност сам со себе, нема судење. Со лажење се влага. Така, сам себе се лажеш. Да, абе ја и по себе си знам, недела ден на тренинг и готово. И ки си добро, денес нема тренинг, 7-миот ден, 8-миот, 10-тиот ден мускулите забораиле, 11-тиот ден. Мозокот заборел дека бил атлетичар, 12-тиот ден готово. Си викаш како јас тренирав бе толку човече. Што кога сум као снему и денот сме, сатите у денот се различни веќе. И ова е многу важен момент што го посочи. Си знаеш, психата си ја знаеш, а те вози стравот кој што не си овде. Реален е.
стравот Ама кој е што не си неопходена. оди Да. и желбата за квалитетен живот. Не керката. За 30 години, 20 и внуците така. Дај Да Боже. чучнуваш, да ги Дај креваш. Боже. Клипот што беше со Дај шипчето. Боже, Ја да. тоа го кажувам. Луѓе тоа да се запрашаат. Да. На 60, 70, ќе бордаш ли? 90 да Што е чучнеш. планот? Да ти кажам искрено, Внуците ги да ги креваш, а не да ти е страв. Да идеш да аплаудираш. има на- 60 плюс што доаѓаат у сала. Тројца Искрено, се сакам сега таков расте тој. лајфстайл на 60 плюс. Расте бројот, Знаеш тоа ми е зашто? многу Заради мерак. тоа што сваќам дека на крајот од денот, да, годините се важни, ама зависи како ќе се сетираш. Ама не Ако ти се значат помириш ништо. дека ќе умреш на 60 и дека Така. ќе седиш по кафани цел ден и животот ќе ти биде И ќе викаш еднаш рекла казала, не ми чини држава, не ми чини политиката, не ми, ти сам ќе се утепаш и од стрес, и од исхрана, и од неспиење, И и ќе од си кажеш дека е нормално. Да. Тоа е па нормално, па нормално, бе, Македонија, 50 така години, е. што да правам на Да. 50, нормално. Нормално дека ме боли ова, нормално дека ме боли ова, но па види бе сите пиеме апчиња, што па нормално е се Мало апчиња да 50 пиеме. години сме. И едно многу важно за со она си го знам мозокот. Кај мене, пошто јас барем така си го гледам, е вечна борба внатре. Дури и на вежба. Знаеш онака кога викаш, абе не можеш, абе можеш. Абе ај ке јадам, абе нема да јадеш. Абе ке дремам до 3 сава или ке гледам клипчиња, ке не бе ке си легнеш, ке спиеш, зашто утре Угаси телефон. ќе ти каже мозокот фала. Ќе ти каже, ако сега се бори со тебе, ти вика остани бе поинтересно ти е, касни си бе, ќе ти биде убаво, изеди цело чоколадо 300 грама здрви. Ќе ти каже фала што не си го изел. И мене тоа ми е најголемиот мотив, борбата сам со себе. Зашто сам себе ако се победиш, односно ако си ги смениш навиките, луѓе земјотрес имаше несреќа од Турција по 11 дена остануваат затрупани и ги вадат. Ги вадаш живо. Тоа е борба со мозок, значи тоа више не станува збор за дали ти имаш калории, дали ќе трошиш, дали ќе тоа е едноставно борба со мој Господ. Човечкиот Значи- мозок бара комфорт, Да. бара плежер, бара Абе, оној задоволство. муабет што го спомнавте за пред 3 милиони години што ти викал не се тепај со животните, истиот тој што ти вика не иди денеска на Класот, тренинг, да, остани да класот. спие. Значи и тоа е таа Ама вечна борба. тогаш да. комфортот бил безбедност. Има огин, топло е, нема да умреме. Се има парно централни грејања, човече подни, вакви и такви нема. Сега што му остане на мозокот? Благо да бара, чипс да бара, Да, бе, забава, баш така. телевизија, Netflix. Баш така. Али најважното од се Социјални мислам мрежи. што најважното од се е да си го сетираш така и она со рутината што го зборите сите. Рутината е таа што ги победува сите работи. Значи ти кога влегуваш во таа рутина, и кога знаеш дека секој сабајле мора да станеш во 7 Јас сум човек што вежбам. Да. Она што ти го пушти Шварценегер на интервју, тој му вика имаш 70 години човече. Зашо вежбаш? Зашо идеш денеска на тренинг? Му вика зашо бев и вчера. Зашо бев и завчера? Ние ще Бев забиме и и пред ти вчера. 30 години. Да. Зашо вика истите навики мора да ги имаш ако сакаш да имаш квалитетен живот. Ако Така. сакаш да завршиш у старечки дом на количка, Така. јади, пи, не вежбај. Твоја работа. Да. Да бе на крај ако тоа сакаш, Избор е. окей, ако тоа Старечки сакаш, дом не окей. ги лечат луѓето, не Да. одат таму Ако да се сакаш излечат, тоа. идат да умрат. Да. Окей. И тоа ти е зањата станица живот. Од старечки дом кој излегол? Да. Така е. Свака част на исклучоци, ама на крајот на денот тоа е тоа. Да, Така е. вака си ствараш моментум, инерција и тоа е таа навика. Целава епизода беше еден вид обраќање кон публика, кон луѓе што може би имаат слични проблеми, ама за финиш, ако можеш, ако да те замолам, ако имаш некоја порака, така, едно рекапитуларче, да се обратиш кон луѓе што може би се во слична ситуација, ама не знаат што да прават, се мислат, што би им кажал? Види, ја не би кажал само за оваа епизода, затоа што конкретно твојата, а од сега поново твоите не жаре, пошто го имате байкерот и кросфитерот, мисијата ваша е нешто што мислам дека треба да стане традиционално образование во Македонија. Ама ова наискрено го кажам, знаеш зошто? Заради тоа што
на социјалниве платформи, на YouTube, во everyday life, имаме толку нездраво општество, ама кога зборам нездраво, не зборам само за невежбање и за јадење, него зборам за пропагирање на блуд и разврат, на жута штампа. На жута штампа. Добро, жутата штампа видеот секогаш е имало, него последните 10 години мене единствена работа што ме радува е тоа што, да речеме, атлетиката стана тренд, као сите се пријавуваат на 5 километри, на 10 километри, на маратон, на полумаратон, сите купиат точаци од 5000 евра, ако не знаат зашто го купиле. Да, па не, добро, твојот сигурно и 10. Али сакам да кажам, единствената светла точка у тоа е што на некој начин стана тренд да си фит и тренд да сакаш да правиш здрави навики. Меѓутоа, овој дигитален простор го нема тоа, а вие го правите тоа. И посакувам да имате многу голема конкуренција и да се изродат многу луѓе кои што ќе сакаат да пропагираат здрави навики, спортски дух, правилен начин на живот, заради тоа што тоа е тоа што може да не да ги тргне лимитите, да одиме сите понапред и едноставно да сакаме да имаме квалитетен живот. А на оние што имаат ваква мака, јас само би им посакал да седнат и да размислат што сакаат да прават со себе. Така. Заради тоа што само таму може да го најдат одговорот за како да си помогнат и на кој начин да станат подобри луѓе пред се. Зашто болката е едно, од болката преминуваат други работи. Значи ти си ги менуваш навиките за да се адаптираш на ситуацијата, односно да се адаптираш на болката. Со менување на ситуациите ти си го менуваш животот. Ја би ги охрабрил да се погледнат во огледало, не како изгледаат и на што личат, туку едноставно да се погледнат во огледало и да имаат една конфронтација со сопственото јас, за да сватат што сакаат да прават понатаму. И би ги охрабрил да се победат себе си. Зашто мислам дека само така може да излезат од таа комфортна зона и само така може да направат нешто за себе, а и со самото тоа што ќе направат за себе, ќе направат и за своите најблиски, и за средината, и да бидат нова мотивација за луѓе кои што би излегле од таа бездна. Па тоа е дефиниција за успех. Да. Тиме, фала ти многу, ја немам ништо што да допунам на ова. Би завршиле тука. Тоа е пораката на Диме, гледајте подкасти. Реално. Здрави подкасти. Здрави подкасти, не рекла казала. Жаре, ти ако имаш допуни нешто, јас само ги ти кажам Ништо. фала Диме. Фала Димче што не поддржаваш оф камера и у сала и тука и многу луѓе не знаат и не е тоа. Не сум ти ни кажал, јавно ти се захвалувам. Фала ти што дое и тоа е тоа. Фала ви многу што ме поканивте. Мене ми е многу чест што имам можност да бидам дел од цела оваа приказна и јас само ќе ви посакам да имате многу сезони, да се налепат многу спонзори кои што ќе го препознаат она што е вистинското нешто за пропагирање во нашава држава, па и во светов се реално, и да се гледаме само за убави работи. Тоа е тоа. Фала Диме. Фала на вас, дечки. Поздрав, драги гледачи, до наредна недела. Чао. Чао.